Доколку сакате да избегате од градскиот метеж, секојдневните обврски, да се препуштите на чистиот воздух и да овозможите уживање на сите сетила, посетете ја околината на Газибаба. На околу 10 километри од Скопје, на надморска висина од 700 метри во прекрасен живописен амбиент, е сместено населеното место Раштак. Убавото сончево време одлично за рекреација и забава. Општина Газибаба прави се за ова место да заживее и да се најде на туристичката карта на Скопје. Овдека сме денеска во селото Раштак, кој што е еден од повеќите наши локации, каде што ние во интензивно неколку години назад работиме на промоција и развој на руралниот туризам. Општина Газибаба има и стратегија за локален економски развој со подстратегија за рурален развој, а оваа година веќе ја спремаме и за следниот 4 годишен период новата стратегија, и во таа стратегија главен акцент даваме промоција на овој крај, делот од Скопска Црна Гора, кој што е според мене еден од најеколошките и најдобро заштитените досега подрачја, и добро е жителите не само од општина Газибаба, од околните општини, од градот Скопје, се повеќе да го користат овој крај. Минатата година со поддршка на Агенцијата за државни патишта се обнови комплетно коловозната лента од Црешево до Раштак во должина од 5,5 километри, а пред 2 години се направи нова патна поврзаност на селото Раштак со Бутел, така да сега ова село е поврзано со центарот на градот Скопје за некаде во должина од 10 километри, и со одлична патна инфраструктура очекуваме да биде поатрактивен дел за користење, како што кажав, за викенди, за спортување, за рекреација за жителите од целој Скопски регион. Пешачка патека во должина од 1,5 километар е ставена на располагање на сите оние добронамерници кои имаат желба да рекреираат или спортуваат токму тука. Вредните и вештите раце на жените од Газибаба се потрудија да ја подготват оваа богата трпеза со домашни вкусни специјалитети. Дел од мештаните задоволни, давајќи безрезервна поддршка на општината за реализација на плановите од сферата на руралниот туризам. Ние сме више крај на кој може да се размислува на развој на, рекову, штеднашка туризмот. Многу убаво. И вода имаме ладна, и еколошко чисто место, ушумено, како што гледаме сите. И така задоволни сме многу од општината што се заложи за ова да дојде до ова. А се надевам дека ќе биде уште подобро, и за да можеме да се зближиме и со повеќе луѓе. Па да ви кажам наискрено, сега премногу убаво е. Со ова донација, ова што е направено, е ова е извонредно нешто. Кој сака природа, кој сака живот, нека повели. И како и секогаш напомена до посетителите: однесувајте се коректно, почитувајќи ги правилата и законите што важат за престој во природа. Не фрлајте отпадоци и, најважно од се, внимавајте да не предизвикате пожар, особено во летниот период. Доколку се грижите за природата и чистата околина и не ја уништувате, давате поттик на локалната самоуправа и натаму да инвестира и зад себе да остава трајни вредности.